Каде се странските инвестиции на Социјалдемократскиот сојуз? Прашаа денес на пресконференција од Шлипскиот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Според нив, во моментов во државата има половина милион граѓани кои живеат на прагот од сиромаштијата, а половината од младите се невработени. Директните странски инвестиции во Штип ги нема веќе втора година. Иако градоначалникот втуваше враќање и задржување на младите во градот, досега нема превземено активности за реализација на истото. Затоа, градоначалникот е должен да ни одговори на нас младите. Каде се новите фабрики, инвестиции, работни места? Каде да поднесеме сили за вработување? Зошто тир зоната во Штип остана само со фабриките отворени во време на ВМРО ДПМНЕ? Зошто не се продолжи со трендот на привлекување странски инвестиции кои во Штип инвестираа 35 милиони евра и обезбедија над 2500 нови вработувања? Ние младите од ВМРО ДПМНЕ во Штип бараме ослободување на народот и земјата од криминалната и коруптивна однародена власт. Но ова реагира од кабинетот на градоначалникот од општина Штип. ВМРО ДПМНЕ нема право да зборува за економија. Во нивно владење од државата се иселија 600.000 лица. Преку директните мерки на МТСП и Агенцијата за вработување, мерките за поддршка на компаниите и привлекувањето на странските инвестиции, успеавме за 2 години да отвориме повеќе од 54.000 нови работни места. Во време на ВМРО ДПМНЕ минималната плата беше 9.000 денари, за владата на СДСМ да ја покачи на 12.000, за веќе денес да биде со ново покачување од 14.500 денари. Приливот на директни странски инвестиции во земјава лани достигнал 737 милиони долари, што представува раст за 260% во однос на 205 милиони долари во 2017 година. Веќе 12 фабрики се изградени и почнати со работа, а 22 фабрики се во процесот на изградба. Ова е двојно повеќе фабрики од најдобриот период на владата на ВМРО ДПМНЕ. Стои во реакцијата.